географски претежно планинска област во источниот дел на Република Албанија, југозападно од градот Дебар во Република Македонија. Населението во овој регион е претежно македонско, од нив мнозинството се со исламска вероисповед. Областа Голо брдо во 1924 година, 12 години по формирањето на Албанија, е поделена меѓу тогашна Југославија и Албанија. Во Албанија областа Голо брдо територијално е поделена на 3 општини: Требишта, Острени и Стеблево, со 16 чисто македонски села: Вичишта, Миреши, Владимирица, Тучепи, Којовец, Смолник, Лешничани, Себишта, Мало Острени, Големо Острени, Врница, Пасинки, Требишта, Клење, Ѓиновец, Стеблево, Борово, Забзун, Студена, Оржано, Радоешта, Љубалеш. Во Македонија од областа Голо брдо припаѓаат селата Отишани и Джепиште. Во општините Острени и Требишта живеат само македонци, а во општината Стеблево населението е етнички мешано – македонци и албанци. Во областа Долно поле, по насевер од Голо брдо, во општината Маќајлере останати се само 3 од претходно сите македонски села – Горно Крчиште, Долно Крчиште и Ербеле. Во 1924 година Албанија ги добива од тогашна Југославија во размената на територии по граничната линија. Денес, на 2 август 2010 година, официјални представници од Република Македонија за прв пат го поменуваат овој ново поставен граничен премин. Со денешното символично предавање на патните исправи влегуваме во Република Албанија, во делот на Голо брдо, каде што живеат претежно македонци. Се работи за исполнување на едноветување на владата на Република Македонија дека во најскоро можно време ќе го отвори граничниот премин Джепиште-Требиште, кој што инаку согласно договорот меѓу двете држави е предвиден да се отвори уште пред 5 години, уште 2005 година. Денес на ден Илинден го правиме тоа и им честитам на граѓаните од Голо брдо Албанија и на сите граѓани од Република Македонија што нашата држава доби уште еден граничен премин. Благодарам. Овие се важни моменти за македонците во Албанија. Ние како партија Македонска алијанса за европски интеграции овој ден го доживуваме многу весело, бидејќи се исполнува желбата на македонците од областа Голо брдо да може да слободно да влегуваат во матичната држава Република Македонија. Со овој граничен премин се надеваме исто како во областа во Мала Преспа, како што народо беше во подобра комуникација со Република Македонија, со граничниот премин Стење, исто така и овој граничен премин ќе придонесе за подобра комуникација, подобри размена на комуникации, како на економски, така и на политички план, бидејќи тука се работи за едно население исто чисто етничко македонско како во областа во Мала Преспа и се надеваме дека на овие локални избори што следат овде во Република Албанија, праќаме јасна порака до сите македонци во Голо брдо, веќе Македонска алијанса за европски интеграции се грижи за нив и треба да победи конечно кандидатот на Македонска алијанса за европски интеграции што ќе е за областа Голо брдо, за не само граничниот премин, туку и условите за живот, патишта, вода за пиење да се промени, за да има вистина тоа што го заслужуваат жителите македонците од областа Голо брдо. На вистина ни е чест и задоволство што се наоѓаме денеска на овој свечен момент, на овој прекрасен ден, во овој прекрасен простор и да дадеме поддршка во името на владата на Република Македонија, во името на Министерството за локална самоуправа, да луѓето од двете страни на границата и од македонска од страната на Република Македонија и од страната на Република Албанија да дадеме поддршка за овој да речам формален граничен премин кој што има тенденции и со помош на владата на Република Македонија да биде и официјален граничен премин, се со цел да луѓето од двете страни на границата поблиску соработуваат и без големи проблеми да имаат можност да вршат размени на идеи, стоки, луѓе. Сепак тоа е еден народ кој што во секој случај има заеднички корени
народ кој што има заедничка визија и се разбира ова е еден европски пример кој што Република Македонија и Република Албанија го манифестираат на дело. Во изминатиот век, кога во Албанија владеел комунизмот, на македонците од овој дел на Голобрдо им било забрането да имаат било каква комуникација со своите роднини од делот што паѓа под Македонија. Во 90-тите години од изминатиот век со отворањето на границите на двете држави, дел од жителите повторно се сретнаа, но поголемиот број на жители не успеа да ги посетат своите роднини од македонскиот дел на Голобрдо, поради немање на патни исправи и поради големата далечина на постоечките гранични премини. Со отворањето на пременот Джепишта-Требишта, роднините повторно ќе можат да се среќаваат секојдневно, а ќе можат и другарите да пијат кафе во селските кафулиња. Ка не трае, до Денеска е 2 август. Денеска Требишта за прв пат ќе ославит Илинден и отворањето на граничниот премин Жепишта-Требишта по 20 години очекува. И пошто веќе како стално што имам изјавано за вестници за секаде, тој премин многу намини е значен за заживување на овој народ во цело воопшто Голобрдо. И покрај тоа што македонците се официјално признати како малцинска заедница во Албанија, засега македонскиот јазик официјално се употребува само во реонот на Мала Преспа, но не и во Голобрдо и другите делови на Албанија, каде живеат етнички македонци. Во тие делови македонскиот јазик се користи во домашна и меѓусебна комуникација меѓу македонците. Чуѓу што се средиме с вами, со браќа наша, што ќе има да кажа све убајно си ова, кој ни ја донесе не зна. Демократијава, најадени, напиени, пустени ќе со карта ќе иде в Македонија. Да се живи вие младие. 70 година Султан Тиран и да лете овде и чака да се пусти да дојде, има луѓе во Жепиша. Од сестра ми, од жена ми, сега мирише полицон да идеш кога да сакаш хата. Ние сме браќа с вами, бре. Памазиш Требиша, Жепиша, Скопје, не напред, таму сме живеле во Македонија. Мајка ми моја умре, не знаеше да збори албанско.
Ние се научиме по работе, по авука. Изет Ајазов. Ту го прашал татко ми, зашто ми го напишал имео Изет, Еѓупцин Изет и вика. Рече да палиш на мока, може да го лафиш Зев, католик. Зев, католик. Ние во Албанија не позинаме мислиман или ортодокс. Луди ено, браќа, даваме девојки во ортодокси, даваме од ортодокси. Во Албанија Елвер го расипате. Намаш, од Гаталине даваме в Гаталине. А сеш овде, ја ида, 3 месеци седа овдека, да себе во мене, браќа, ке мен, како нан, си биде некоја, си имал, не наотен. Ја живам во Тиран. Има 38 години ке сум станат од Трбишта. Ама сега лете идеме со овој другаров овде. Ове многу убаво се направи што да оиш да идеш. Ние беме затворени. Јас сум биден шума да кастра на куфија со жепишта. И кој дојде, не остава никој да прегориш. Ове многу убаво се направи. За обете држави. И за албанска, и за македонска. Да оиш да идеш. Ако да има затворено, нема тајрове. Ове си многу добро направено.